Ние ја пресметавме колку го би чинало да се издвои за решавање на проблемот со сите стечајци на ниво на државен буџет и пресметката покажа дека тоа би ја чинало државата на годишно ниво 13 милиони евра во најлошото сценарио. 13 милиони евра може би се чинело дека е голема сума, но кога ќе се пресмета процент од буџетот, тоа е само 0,46% во најлошото сценарио. Исто така, она што е многу важно да се спореди е со тоа колку ја чинеше државата обештетувањето на граѓаните кои имаа стари заробени девизи. За таа намена државата извојуваше цели 10 години по 52 милиони евра годишно. Како и прашуваме, левичарското движење Солидарност прашува, како тоа државата можеше да одвојува 52 милиони годишно, цели 10 години, за решавање на проблемот на старото девизно штедење, а и е многу 13 милиони евра за обештетување на стечајците. Ако можело да има по 52 милиони евра, тогаш сега, кога веќе таа обврска на државата кон граѓаните е исполнета, постои буџетски простор за одвојување на средства кои се драстично помалку, значи 13 милиони евра. Она што владата тврди е дека 3000 од 6000 стечајци ќе бидат обештетени, а тоа е 50%. Она што се податоци со кои располагаат стечајците е дека далеку помалка ќе биде бројката, може би само 300 стечајци ќе бидат од 6000 обештетени. Ако се видат фактите, тогаш може да се забележи дека во голема мера стечајците имаат право, бидејќи со законот ќе бидат обештетени само оние стечајци кои работеле во фирми кои отидоа во стечај со доминантна државна собственост после 2000 година. Сега, ако се видат фактите во Македонија зборуваат дека голем дел од фирмите беа приватизирани веќе до 2000 година и дека во моментот, например, бројот на приватни фирми е дури 99,3% од сите фирми. Така што бројот на фирми кои после 2000 година останаа во доминантна државна собственост се мал број на фирми. И врз основа на овој услов државата елиминира 80% и повеќе од фирмите во кои отидоа во стечај. Најдобар пример за тоа како ненаменски се трошат државни пари се спомениците. Тоа сите го гледаат дека има државата за фрлање пари, бидејќи ова нема после да создава импути во економијата, додека нема пари за луѓе кои се социјално погодени. Република Македонија според уставот, според член 1 е социјална држава. Тоа значи обврска на секоја влада да ја исполнува ова уставна обврска на социјална држава.